Понеделник 19 февруари, кратки вести во 12 часот. Ова е типичен пример како не треба да се влезе во реализација на еден проект кој е лош. Назад нема, напред не се знае крајот за изградба на автопатот Кичево-Охрид. Ова е став на директорот на јавното претпријатие за државни патишта и Простеми околу иднината на деценискиот проект за изградба на автопатот Кичево-Охрид. Додава дека сега треба да се гледа како да се заврши проектот. По појавата на 13 нови свлечишта на места каде и по 2 пати биле проектирани и изградени, ќе биде ангажиран надворешен експерт кој ќе треба да најде техничко решение за целосно стабилизирање на тие косини, бидејќи ние кога ќе пуштиме еден пат за сообраќај, тој треба да е максимално безбеден, вели Рустеми. Жители на улицата Асном најавија тужба против општина Охрид во Страсбур. Во дописот до редакцијата на Охрид Прес наведуваат дека состојбата е драматична. Улицата е неасфалтирана, со големи дупки и без јавно осветлување. Ова предизвикува проблеми со пристапот, бучава, сериозни безбедносни проблеми и прави да се чувствуваме како граѓани од втор ред во нашиот град, велат жителите. Нашата цел е да ги обезбедиме основните права за цивилизирано општествено живење, особено во 21-виот век во Охрид, речиси во центарот на градот, населба Бејбунар, стои во дописот. Мајката на 22 годишниот Петар, кој боледува од ретка болест, апелира дека се потребни уште околу 10.000 евра за тој да замине на операција во Турција. Изминатиот период беа организирани неколку хуманитарни забави за собирање на потребните средства, а охриѓани уште еднаш имаат можност да ја покажат својата докажана хуманост и сите заедно да подадеме рака да му помогнеме на Петар. Трансакцијска сметка е отворена во Халк банка, а може да се донира и на телефонските броеви 143460 на А1 и 143128 на Телеком. Времето денес сончево со мала до умерена облачност, дува слаб до умерен југоисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 12 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.